5 по 5. Гостин во 5 по 5 Филип Петровски. Лустрацијата како процес во Македонија е и популарна и непопуларна баш толку многу. Има многу и приврзаници, меѓутоа и многу кои што се против. Како го толкуваш тоа што некои невладини организации отворено застана против лустрација? Треба да се види персоналниот состав на луѓето кои што се во тие невладини организации. Не би сакал да инсинуирам, меѓутоа дел од целата мрежа која што е направена во тие 17 години, која што е обилно користена против политичките неистомисленици, е исто така инсталирани во невладини организации. И нормално е луѓето кои што се инсталирани таму со намера, со цел, сега да се појават и да ја коментираат лустрацијата. Јас не гледам причина лустрацијата се коментира негативно, навистина сум за праведна лустрација. Не сакам никој да биде ставен на тапет, да сега некој да се изживува од оваа страна со него. Треба да се утврдат вистински сите учесници. Треба да се прегледат документите, комисијата треба да заврши независност и треба да бидат поддржани од сите демократски и прогресивни нови партии во Македонија. Тоа го вклучува и ВМРО, и СДСМ, и ДП, и ДУИ. Мора да расчистиме со наследството кое што го носат партиите, посебно старите елити кои што го имале до 90-та година. Јас имам досие до 98 година. Она што го има во раце, може има и потоа, но тоа не ми е познато. Понекогаш си мислам дали има некакво продолжение. Не сакам да дојдам дома и да мислам дали ми е озвучен станот. Не сакам кога разговарам со вас на телефон да мислам дали некој ме слуша. Не сакам за овие ставови што ќе ги објавам и ќе ги кажам денеска на радио некој да ме идеолошки проценува, а за тоа некаква тајна служба да ми води некакви тајни записи. Лустрацијата, ако биде жестока, ако биде праведна, ако биде добро спроведена, ќе го оневозможи токму тоа. Ќе го оневозможи да се случуваат некои нови марти, некои нови злоупотреби на тајни служби. Ова ме потсети на изјавата на Тито Петковски околу тоа дека и двете најголеми политички партии имаат прислушни апарати. Па ќе те прашам, бидејќи си долго време во ВМРО ДПМН, се користеше ли ВМРО ДПМН со шпиони? Многу интересно. Немам одговор на тоа прашање, не знам. Се надевам дека не. А дека има индикации дека да, можам да кажам исто така. Јас ќе се повикам на еден мој муавет со Љубе Бошковски, кој што беше тогаш втор човек во ДВК, при оној обид на формирање на ново мнозинство 2000 година, кога ДА ја напушти власт. Тогаш, од страна на Љубе Бошковски, бев предупреден дека мојот телефон се слуша. Значи, после 98 и по доаѓањето на ВМРО на власт и по моје станување пратеник во мнозинството на таа гарнитура, индикации ми се дадени дека телефонот се слуша. Документи нема, како што имам досие. Но од висок службеник, тој беше висок службеник во МВР, ми е кажано тоа. И ова го кажам само со една цел. Ако се бориме против едно вакво зло, ако се бориме за слобода на политичко убедување, ако се збориме за слободно искажан збор, кои што се темелни вредности изразени во Уставот, тие не можат да се применуваат селективно. Не може да ги применуваме за една гарнитура, а да не важат за друга. 10 години по студентските протести, како гледаш денеска на тие случувања? Изгледа ли тоа се тоа помалку залудно со оглед на работите кои што се случија? Вие протестиравте против албански јазик на педагошкиот факултет, а сега се работите два државни, да кажем, универзитети на албански јазик. Зависи од која перспектива се гледа. 10 години подоцна, кога размислувам на протестите, размислувам се на голема гордост. Нашата генерација прокламираше став, излезе, се бореше за тој став. 15 дена во март месец спиевме во шатори, календарски тогаш е зима, иако сега малку климатските промени ги сменија работите, но тогаш се чувствуваше пред 10 години пожестока зима. Ние се боравме за слобода на наша искажана мисла. Ние бевме студенти со политички ставови, и ден денеска ги поздравам сите студенти кои што имаат политички ставови, но не заслужуваат студентите кога ќе изразат свој став да бидат распнати на крст, затоа што понатака студентското движење гледате како се дегенерираше во последните 10 години. Сега студентите
не се осмелуваат да го кажат своето мислење. Се смени твојот став во последните 10 години во поглед образованието на албански јазик? Македонија се смени генерално многу во овие 10 години. Македонија има рекомпониран политички и уставен систем, иако за тоа многу не се зборува отворено. Сосема е друга Македонија од 1997 година и друга е Македонија во 2007. Ќе посетам само на текстот на преамбулата, сменете текстот. Македонија веќе не е унитарна држава на македонскиот народ. Вградени се други заедници. Времето ќе покаже дали е тоа соодветен избор. Не сум толку жесток во оценувањето на денешна Македонија. Нормално, тогаш бевме студенти, сега сме повозрасни, гледаме и со други перспективи. Секој човек е нормално да ги преоцени своите ставови, но тоа не значи дека ставовите сакам да ги поништам. Моите ставови се, и сега ќе ги повторам, единствени, цврсти и немам намера од нив да се откажам. Мислам дека македонскиот народ заслужува македонска држава. За жал, Македонија не успеа преку фер и реално представување во светот да ја продаде таа приказна. Албанците од овие простори, вклучувам Косово, Албанија, Македонија, можеби Црна Гора и Грција, го продадоа она што беше како пакет, дека се омаловажувани, дека се народ, народност, малцинство од вторре, дека некој ги тормози. И тоа генерално преку проблемот на Косово успеа да го придобијат јавното мислење и денешка Македонија е сосема различно од онаа Македонија во 1997 година. Партијата не сека политички да ме ангажира. Филип Петровски, гостин во 5 по 5. 5 по 5.